гресите наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Нека ми е вече споменат. Денес православните ги оплакуваат мртвите. Илјадници верници на овој ден се на гробовите на починатите. Односно денот кога треба да се молиме за нашите покојни, како што е предвидена секоја сабота за спомнување на покојните, ова сабота е пред празникот Духовден, односно слегувањето на Светиот Дух, и сето она што треба се направи за нашите покојни се прави во сабота. Станува збор за традиција која што е стара колку и христијанството. Да ги посетиме. Од се имат своји оставени, да ги посетиме, од жал се доаѓа. Да, секој ден доаѓа на овај ден, пребидејќи имаме родители, сега па имаме и брат скоро умрени така. А никаде па и на гробишта нашиот народ не оди со празни раце. На овај ден се носе варена пченица, лепче, вино, ама народо полудуват од мака, од жал и носат се што се јаде. Се што е убаво за едење, чисто убаво, сукано обавезно денеска се носе. Тоа е. Карактеристични за овој ден се ореовите гранчиња и земјените бардачиња. Бардачиња обавезно носеме едно време, у недела ги носеме, ама пред сонце. Така ни останало, така ни се кажувале старите. А сега вај ден ги носеме. Веќе утре тагата се става настрана, па верниците ќе му се радуваат на животот и ќе го слават почетокот на верата во Христа. И на тој ден, кога слегол Светиот Дух врз апостолите, што им било ветено уште кога бил Господ Исус Христос со апостолите, тој слегува врз нив и тие зборуваат на разни јазици, односно зборуваат својот јазик, но луѓето што ги слушаат го разбираат говорењето на својот сопствен јазик. И на тој ден се крстени првите христијани и затоа овој ден го нарекуваме и роден ден на црквата, бидејќи се формира православната христијанска црква. Духовден е празник кој се слави 3 дена. Вториот ден е посветен на Светото Тројство, Отецот, Синот и Светиот Дух. По тој повод, во понеделник со почеток во 8 часот ќе се одржи света литургија во црквата Света Тројца, лоцирана на градските гробишта во Штип.